Продолжува ноќно студио. Доктор Билјана Кузмановска е со нас, национален координатор за трансплантација. Добро вечер, благодарам што сте со нас. Добро вечер, ви благодарам вам што се интересирате за оваа тема. Многу важна тема и треба да се обрне внимание не само денес како Светскиот ден на здравјето, да се крене свесноста во однос на тоа што треба да го направиме ние. Втора година чинам веќе сте на веќе втората изминува втората. Полни две. Што се случуваше ајде во овие 2 години? Што може како сублимат да ни соопштите како бројки? Значи, во овие 2 години приоритетите кои што си ги поставив и кои што веќе се извршени во овие 2 години, тоа е зајакнување на мрежата на болнички координатори и едукација на доктори во интензивна нега за препознавање на потенцијални донори. Тие едукации се одвиваат дел во нашата земја, дел во странство. Тоа е првата цел. Втората цел е проширување на тимовите, хируршко, анестезиолошки, интернистички, значи тоа е на мултидисциплинарна, сложена гранка, кои што работат на трансплантација, нивна доедукација или едукација, зависи нели кој до каде е. И трето беше воспоставување на меѓународна соработка и започнување на нова метода на трансплантација, тоа е кератопластика, така наречена, односно трансплантација на корнеи. Значи, ова би ги издвоила како најважните постигнати цели, а моите цели за тек на целиот мандат се многу поамбициозни. Се надевам дека дел ќе ги остварам. Да, кога зборуваме за препознавање во однос на едукацијата, се зголеми ли тој број? Сега имаме поголем број на лица, односно медицински доктори кои што ја препознаваат таквата состојба дека може да се изврши една таква. Да, се зголеми бројот на лекари кои што, како што кажав, не се само болнички координатори, значи се зголеми бројот на лекари кои што работат во единиците за интензивна нега, кои што се дури специјализанти по анестезиологија, реанимација, интензивно лекување, по неврохирургија, неврологија, кои што се способни, обучени, едуцирани да препознаат потенцијален донор. Тоа успеавме да го направиме благодарејќи на едукатори од странство, благодарејќи на наша интерна едукација на нашите доктори и специјализанти. Еве, чисто за илустрација, ако ви треба бројка, само од јануари до сега, до март, имаме ние препознаено 8 потенцијални донори и обработено. Минатата недела имавме кадавирична трансплантација. Најтежок момент е моментот на добивање на согласност од семејството. Тоа е варијаблата која што не зависи од нас. Неедуцираноста, свесноста, каде е проблемот? Јас би рекла социолошко, психолошко, културолошки феномен. Прво треба да земеме во предвид дека тие пациенти се, кога разговараме со нив, иако ние сме обучени, тие се пациенти во голем емотивен шок. Значи губат свој близок. За потенцијален донор се критериумите многу строги и по однос на возраст и по однос на причина на смрт, треба да е чиста мозочна смрт. Тоа се најчесто состојби после сообраќајни несреќи, после тешка неуротраума или после интрацеребрални, значи крварења во мозокот. И тој разговор е секогаш набиен со емоции, така да прво треба убаво им се објаснува, им се приоѓа на семејството, им се објаснуваат сите тестови направени. Трансплантацијата, особено препознавање на донорот и обработка на донорот, е строго регулиран и медицински и со закон. И со законот за земање на делови од човечко тело за пресадување со цел за лекување и со подзаконските акти. Сите тестови се детално опишани, и клиничките и параклиничките, велиме, тестови. Значи ние сето тоа им го објаснуваме и потоа одиме на следниот дел, барање на согласност за донација на органи. Морам да напоменам дека не секој пациент кој што ќе почине во болница или на улица е потенцијален донор. Како што кажав, само со мозочна смрт, и тоа во услови на интензивна нега. Таму каде што ќе може и после мозочната смрт, што е де факто биолошка смрт, и во правен смисол е смрт, и биолошки тој организам е мртов, затоа што воопшто нема циркулација во мозокот, може во услови на интензивна нега неколку часа
до еден ден да се одржува по пат на механичка вентилација, по пат на лекови, по пат на инфузии, перфузии и тука е трката со времето за да ги зачуваме оние органи кои што евентуално би се трансплантиране. Паралелно оди евалуација на органите, значи не секој донор може да ги донира сите органи, кај некои донори дел органи се адекватни за донација, дел не се. Паралелно оди разговор со семејството, подготовка, ако добиеме согласност, подготовка на екипите, значи покренуваме една гломазна машинерија, како што кажав, ова е мултидисциплинарен медицински зафат, ова е некогаш и 7-8 клиники се собираме и тоа се случува навечер, се бираат потенцијалните реципиенти. Да, тоа веќе времето не се знае кога може да биде во 4 наутро, во 1 по полноќ. Апсолутно, најважно е да се направи ако добиеме согласност, HLA типизација, тоа е така наречен хумен леукоцит антиген, за да видиме кои од потенцијалните приматели на листата се имунолошки најадекватни, затоа што трансплантацијата не е само ќе извадиме, ќе ставиме орган, тука се многу сложени процеси во прашање. Тоа се замислите два биолошки система кои што треба да функционираат, спојување на два биолошки система кои што треба да функционираат како еден. Така да кога трае кадаверична трансплантација и по 2 дена се работи, навистина не се гледа на времето. Меѓутоа, повторно ќе кажам, сето тоа е и издржливо човечки и прифатливо професионално. Ние сме спремни да трансплантираме и многу повеќе. Ако сме добиле согласност за барем 50% од овие кои што сме ги препознале од нова година и комплетно обработиле, ние сега ќе сме имале поголема бројка на трансплантации. Колкав е сега процентот ако имате препознаено од препознаените случаи, оние кои што дале дозвола за трансплантација? Да ви кажав, од нова година до сега ние си водиме педантна евиденција и во системот за електронско здравство мој термин и тие кои што нема да дадат согласност, значи се спрема. Се заведува. Да, се заведува под донорско бројче, си стои несогласување, се подпишуваат семејството, тие се заведуваат и во системот мој термин, меѓутоа таму имаме пасворди само ние кои што сме болнички координатори и во хартиена форма поминуваат низ Министерство за здравство, затоа што процесот на трансплантација всушност го води Министерство за здравство заедно со национален координатор. Како да се зголеми свесноста и да се добие таа согласност која што е потребна? Едукација. Јас верувам во правиме ли едукација воопшто во државава? Да. Значи започнувајќи со едукација од... И која целна група треба да се едуцира, можеби? Ние на повеќе нивоа ја правиме таа едукација. Значи, едукацијата може да биде во вид на кампања, што би била медиумска, да кажам, поддржана и еве и ова сега што го правиме едукација, гостување на телевизиски емисии, гостување по медиуми. Министерството за здравство си има свој PR тим кој што во последно време е многу активен. Ако следите страницата на Facebook на Министерство за здравство, даваат доста изјави во кои што се апелира за орган донорство, па тука се вклучени луѓе од разни, како да кажам, провиниенци, лекари, сега се снимени повеќе видео содржини кои што консекутивно ќе се емитуваат, објавени се изјави од ОДЖА, од ПОП, потоа ние, јас, заменичката, другите болнички координатори, хирурзите кои што работат, интернистите кои што работат, анестезиолозите кои што работат трансплантација, се појавуваме редовно на здравствените емисии, медицинските здравствени емисии. Граѓанскиот сектор исто така активен, имаме и граѓанска иницијатива Карван по градовите кој што оди, ние го поддржуваме, редовно одиме, веќе се направени трибини во Охрид, во Битола, во Штип, наредната е во Кочани, пак е оди Струмица, па Скопје, така да некако на секое ниво се обидуваме да продреме до сите делови од популацијата. Троцифрен е бројот на пациенти кои што чекаат да добијат одреден орган. Претпоставувам неизберна радоста кога ќе им се јавите, ќе им кажете имаме обезбедено за вас. Так. Каква е реакцијата? Раскажете ни малку за тие моменти кои
претпоставам дека буквално се раѓа нов живот во тие моменти за тие лица. Токму така. Троцифрена е бројката во Македонија, но морам да кажам... Имаме точна бројка? Да, 200. 200 пациенти, само тука ги рачунам и корниите кои што се уште 20, тие се планирани операции, тие ќе бидат трансплантирани. А овие што зависат од кадавер се отприлика 200, таа листа се постојано се менува, се надополнува. Не е само македонски проблем. Значи, со напредокот на медицината, пациентите кои што имаат, велиме, крајна фаза на заболување на еден орган, кои што се кандидати за трансплантација. Интерната медицина со конвенционални средства ги држи подолго во живот, се додека не дојде до исцрпување на компензаторните механизми и медикаментозни можности и додека не бидат ставени на листа за трансплантација. Еве да ги земеме Соединетите Американски држави, тие се број 1 земја која по број на донори, има светски регистар за број на донори, секогаш на прво место се Соединетите Американски држави, па Шпанија, тие имаат 600-цифрена бројка, тие имаат над 100.000 луѓе кои што чекаат на листа за орган донорство и тоа таму е многу поразвиена свеста и секогаш тие видливо отскокнуваат во кривата во однос на другите земји во однос на донорство. И сега малку морам да излезам надвор од рамки на прашањето, баш заради таа дискрепанца помеѓу потребата за трансплантација и недостиг на донори, развиените земји со многу развиена наука веќе со години работат на стварање на органи лабораториски. Тоа се така наречени органоиди. И најнапред се отидени Јапонија, Соединетите Американски држави и Франција. Веќе имаат створено и срце, и црн дроб, и бубрек. Австралија створи исто универзален бубрек, кој што се уште не се трансплантирани во човек, меѓутоа со секое понатамошно испитување, се уште е во лабораториска фаза, резултатите се се поохрабрувачки. Овие органоиди, така наречени, сами се ствараат од матични клетки и сами веќе почнуваат да ствараат крвни садови, жолчни патишта, ако се работи за црн дроб. И, значи, развиените земји, тука Јапонија е најоптимистичка, дека за 5 до 10 години би можеле да се имплантира, тогаш више нема да биде трансплантација, не се два биолошки система, тогаш имплантација, нели? Меѓутоа се до тогаш зависиме од донорски систем. Каде сме ние во таа цела светска мапа на органодарителство, дали од страна на дигитализација, дали од обезбедување на услуги? Претпоставувам можеби дел кај граѓаните дека имаат и страф да го направат тоа, бидејќи знаеме дека се бориме ние со паркинг на клинички не можеме да решиме, а зборуваме за еден комплексен процес кој што треба да се изврши. Токму така. Видите, секогаш на врвот се Соединетите Американски држави, Шпанија, од нашата околина Словенија и Хрватска и западноевропските земји. Потоа одат источноевропските земји, потоа паѓа тој просек, да кажам, во однос на балканските земји, па подобро, да кажам, стоиме во однос на донори, во однос на техники на трансплантација, во однос на други соседни земји, меѓутоа се уште ценам дека сме систем во развој. Што недостасува во тој систем кој што е во развој, или што е она што ќе го направи тој буст, да речем, кој што ќе турне таа гранка и ќе се развива понатаму? Имаме одлична соработка со Хрватска и со Словенија, чинам. Така, да. И со Америка. И со Америка, да. Што значи таа соработка? Как на кој ниво е? Таа соработка е во сферата на едукацијата. Ние имавме едукатори од Хрватска, низ кои што едукации поминаа 60 доктори наши, и здравствени работници, не само доктори, туку и други здравствени работници. Значи, едната едукација беше во вид на предавања, работилници, практични вежби, токму во делот на координаторство, препознавање на мозочна смрт, тестирање, а другата едукација беше во однос на кардиохирургија. Со Америка имавме одлична соработка која што ја воспоставивме и ја продолжуваме и ќе ја продолжиме со Универзитетот Дјук, многу познат универзитет од Америка, високо рангиран, особено Дјук офталмологија, и благодарејќи на таа соработка ние ја започнавме методата кератопластика.
каде што благодарејќи на едукаторите од Америка ние започнавме не само таа класична пенетрантна, да кажам, што се работи во многу земји, туку и две софистицирани методи димек и дисек, и според колегите од Америка, професорот Вилијамс, кој што е наш главен едукатор, тој ги евалуира нашите доктори дека многу брзо напредуваат во таа област. Морам да кажам дека некој има и предзнаење, иако не се работело тоа кај нас тука, меѓутоа веќе има предзнаење и многу брзо еволуираат докторите, така да наскоро секако ќе имаме уште посети од нив. Тоа е крива на учење, особено за таква една фина микроскопска хирургија, меѓутоа наскоро би биле осамосталени да ги работат и овие димек и дисек методи, со што би биле на Балканот меѓу првите. Кои се, каков, ќе ве навратам, не ми одговоривте прашањето со пациентите и нивното чувство кон вас, или како гледаат тие, имаат ли доверба во процесот и во лекарите кои што го извршуваат тоа? За реципиентите ме прашувате, да. Интересно е, значи, до сега не сме имале одбивање, кога ќе се јавиме дека имаме орган, никогаш не ни одбиле бубрек или црндроб. Минатата недела имавме трансплантација и црндроб успешна, добро се опоравуваат пациентите. За жал сме имале одбивање за срце, што многу тешко и нас ни падна, затоа што срцето е орган кој што па по медицински критериуми најстрого одбирање за кој може да биде донор. Значи тука и возраст има улога, и нормално функцијата, секако имунологијата. И за жал сме имале одбивање на срце што нас многу тешко ни падна, затоа што и така тешко се доаѓа до донори, до донорско срце. Меѓутоа, видете, тоа е исто човечка реакција. Знаете, ви се јавуваат и треба да отидете на операција на срце. Додека црндроб и бубрек не ни се случило да ни одбијат, и баш секогаш ни доаѓале многу позитивни пациентите, многу со волја за живот, со желба да се трансплантираат. Срце и црндроб се најпациенти кои што имаат, или најбројни се кои што очекуваат трансплантација? Не, бубрек се најбројни. Тие се најбројни, тоа се пациенти кои што се на дијализа, а втора по ред листа е срце, тие се околу 30, црндроб е сега 14 пациенти. Како што кажав за корнеа, значи за очи, се околу 20, меѓутоа тие се планирани операции, тие не одат од кадавер, а исто така трансплантираме коски и лигаменти, имаме банка за коски и лигаменти, тие се од кадавер, од починат донор. Тие не одат на листа, туку тие одат по индикација, како ќе се појави пациентот, и ако има медицинска индикација, и ако имаме соодветен графт, се пријавува до националниот координатор трансплантацијата и се извршува и се пишува извештај за трансплантацијата. Евротрансплант е споменувана тема и нашето членство таму е некако стратешка цел во оваа насока. Што треба да донесе тоа учество наше таму и кои се сега предизвиците? Зошто не сме? Што е пречката? Видете, секое поврзување во медицината, секоја колаборација е добро дојдена. Значи, така и со Евротрансплант. Иако Евротрансплант не е на ниво на цела Европа, тоа се 8 земји од Европа, постојат и повеќе регионални поврзувања, Сканди Трансплант, но нас некако ни е најблиска Евротрансплант, зашто таму се и Хрватска и Словенија, да кажам, блиски земји до нас. Ние започнавме некои и лични контакти и преговори со член на бордот на Евротрансплант од Словенија, кој што ни дава насоки како би ние можеле да се приближиме на Евротрансплант, а до полноправно членство треба да постигнеме извесен и стабилен број на донори и секако и други некои законски и технички подготовки.
Тоа би значило дека во иднина може да се случи ако во Хрватска имаат срце кое што во тој момент не знам нема активен барател на пациент кој што треба да се трансплантира, може да се транспортира срцето во Македонија и да се да се надеваме дека ќе дојдеме, се уште не сме дојдени до такви договори, се уште не сме направиле такви договори. Но тоа одредени држави го прават низ светот. Тоа го прават држави, да, токму тоа го прават тие кои што се веќе поврзани, како што ви кажав, како Сканди трансплант, како Евротрансплант, значи тие си имаат свои меѓудржавни договори и затоа е секогаш добро велам да се поврземе во некоја од овие организации. Додека не станеме полноправни членки, ние нема да можеме континуирано така да делуваме, меѓутоа ќе започнеме со некакви форми на соработка, се надевам, поготово со започнативе комуникации со членот бордот на Евротрансплант, кој што е навистина волен и кој што ни дава насоки како да се движиме. Но подготвени ли сме ние за еден таков процес, бидејќи се соочуваме со не знам, дел од болниците кај нас немаат хиподром, нема хеликоптер каде да слета. Знаеме дека брзината на транспорт на такви делови е клучна, буквално во секунди се брои. Немаме медицински хеликоптери во државава, практично тоа е, претпоставуваме, еден голем процес и опфат кој што треба да се направи. Значи, ако се влезе во Евротрансплант, они си праќаат медицински хеликоптери или авиони, така да ако дојдеме до таа фаза, ќе се реши и тоа. Во нашиот закон е точно опишано и кога се транспортира орган како се прави тоа, така да ако дојдеме до фаза да се здружиме со или да бидеме асоцијативна или членка на Евротрансплант, секако ќе се реши и тоа. Тоа е предвидено и во нашиот закон. Да се надеваме дека ќе биде наскоро. Имавме еден неодамна голем успех со трансплантација на рожници со помош на екипа од САД, чинам, беше извршена. Да. Како дојде до таа трансплантација? Јас кога ја превземав функцијата, една од примерните цели, вашето прво прашање ми беше да етаблирам нова метода на трансплантација. Тоа не само што ќе го зајакне системот на трансплантација, туку тоа е за доброто на пациентите. Оние пациенти на кои им требало трансплантација до сега на корнеа или од левостранство или така да јас се поврзавме едноставно преку медицински организации кои што разменуваат експерти, се поврзавме со Дюк офталмологија, Универзитетот Дюк во САД и тие на наша голема радост ја прифатија нашата покана да дојдат да започнат едукација на нашите лекари, не само едукација, туку и прегледи на пациенти, нели операции и така започна таа приказна. Првите трансплантации беа на рожници во ноември 2025, тогаш 9 се трансплантира, а сега втората група на трансплантации беше во март, каде што се трансплантира 16 рожници кај пациенти на возраст од ранг 13 годишно дете до 80 години. Така да тоа беше еден голем исчекор и за пациентите пред се и за здравството и се надевам дека го зајакнува она што збориме довербата во трансплант системот. Уште еден таков успех кој што треба да биде е трансплантацијата на црн дроб, ама од жив донор. Тоа треба да се случи на клиниката за дигестивна хирургија. Тоа ќе биде за прв пат во нашата држава. Како течат тие подготовки, кога треба да се случи? Минатата година испративме преку програмата за трансплантација двајца врвни хирурзи кои што работат веќе кадаверична трансплантација на едукација на кадаверичен така наречен воркшоп, значи каде што се работи на лешеви, на органи смрзнати во Турција и изведено од професори од Оксфорд и од Лајден универзитетот, така да со едукација на кадри веќе да кажам, добро напредуваме. Меѓутоа, за да се изврши трансплантација од жив донор, треба секако да има пар, да има донор кој што би донирал дел од својот црн дроб. Морам да напоменам дека тоа е многу сложена и технички, во хируршки смисол, и реанимациона анестезиолошка
операција, така да кога би имале пар, треба да биде многу внимателно селектиран и донорот и реципиентот. Во програмата за работа за годинава се предвидува и трансплантација на бели дробови. Колку реално подготовки кои што треба да започнат, колку тоа е прашањето мое, колку сме кадровски подготвени за еден таков процес? Природно е после сите овие трансплантации кои што се започнати во Македонија, следен чекор природен е да се започне со подготовки за трансплантација на бел дроб. Во моментов сме во фаза на анализа на кадровскиот потенцијал, како хируршки, анестезиолошки, така и на инфраструктурата. Се уште сме во рана фаза. Кога е извршена последната трансплантација? Колку често се случуваат тие трансплантации? Минатата недела? Да. Пациентот кој што го споменавте, црн дроб, да. Колку време е потребно за опоравување по извршена трансплантација? Тоа е многу битно. Значи трансплантацијата, добро што ми го поставивте ова прашање, трансплантацијата не завршува со вадење на пациентот од операциона сала. Трансплантацијата, особено сложени трансплантации, а сите се тешки операции, тука како што ви кажам. Колку траат вака за јавноста да доближиме или колку време трае една трансплантација? Колку лекари завршуваат во операциона сала? Паралелно се работи во повеќе операциони сали. Значи кога трае трансплантација се работи паралелно во повеќе операциони сали. Се зависи од органот, каков е, анатомски варијации на крвните садови, нели траат по 5-6 часа една операција, меѓутоа не е само една, повеќе операции се во прашање. И трансплантацијата, цел процес не завршува со вадење на пациентот од операциона сала. Дури потоа следи постоперационо следење, каде што голема улога имаат анестезиолозите, реаниматолозите, секако хирурзите и секако интернистите, додека се до испуштање од хируршка установа. Од прилика за 2 до 3 недели се испуштаат од хируршка установа и потоа ги превземаат, иако и цело време во постоперативниот тек се интернистите вклучени, потоа си ги превземаат и практично доживотно ги водат, затоа што овие пациенти одат нели на доживотни контроли и имуносупресивна терапија, значи да не биде отфрлен органот, си ги водат интернистите. Ако е бубрек нефролог, ако е црн дроб гастроентерохепатолог, ако е срце кардиолог, така да си имаат своји амбуланти за трансплантација, своји тимови кои што си ги следат пациентите. Се случува се направи конекција помеѓу тие две семејства кои што претходно не се познавале? Ние не смееме да ги откриеме, се случува да направат по своји сопствени канали да се поврзат, меѓутоа ние не смееме да ги откриеме идентитетот и на донорот и на реципиентите, можат сами да се истапат нели во јавноста и донорот и реципиент и семејството на донорот и семејството на и реципиентите, и можеби некогаш тоа и добро да се чуе таа приказна, меѓутоа ние како медицински лица не смееме тоа да го откриеме. Да, тоа е законот го забранува. Да, апсолутно. Да. Ги нагласивте на почетокот на интервјуто верските заедници. Колку се тие клучни? Ги споменавте во делот на едукација дека помагаат нивните пораки, но каде се во целиот тој процес, иако често можеби кај нас е мит дека одредена вера го забранува тоа, па граѓаните знаеме како реагираат или се подложни на лажни вести, па се шират по социјални мрежи, колку се тие клучни во целиот тој процес? Религиозните авторитети имаат големо влијание во општеството. Само како за илустрација ќе ви напоменам, ако погледнете регистарот на донори светски покрај Соединетите американски држави, следни на водечки држави се католички држави со доминантна конфесија католичка, и сето тоа е благодарејќи на уште 1995 година папата Јован Павле II, кој што јавен едикт даде и ја поддржи трансплантацијата, а потоа и настапуваше на научни конференции за трансплантација. Така да тие католички земји, значи тој авторитет религиозен
произлезе, резултираше со тоа што еве неколку децении после тоа католичките земји се едни од земјите кои што имаат најголем број на донори. Така да сите религиозни лидери имаат голем импакт на општеството. Можеби поголем од лекарите, можеби поголем од сите други, ние можеме стручно да зборуваме, меѓутоа нивниот импакт е голем. И да, нема забрани. Јас сум остварила средба и со реисот и со архиепископот. Нема забрани, дури Исламска верска заедница на својот Facebook профил ја објави таа средба наша. Тие ја поддржуваат трансплантација воколку се запазени етичките, нели, морални принципи што секако кај нас е регулирано со закон. Што е следно што ќе го направите или треба како држава да го направиме? Недостасува ли некоја законска измена, недостасува ли некоја опрема, апаратура која што треба да биде набавена? Секогаш можеме да ја обновуваме инфраструктурата и апаратурата. Еве во последно време комплетно е реновирана клиниката за урологија, каде што лежат пациентите и каде што се третираат пациентите трансплантирани за бубрек. Видовте вчера се пуштија 6 комплетно реновирани операциони сали. Тука се и опрема, ние само... Нема да ви протекува сега кога правите операција, бидејќи имавме и такви случаи за жал. Не. Потоа следен е Центарот за трансплантација, кој што за време на ковид пандемијата беше нормално претворен во ковид центар. Тогаш сите капацитети беа ставени во функција на лекување на пациентите од ковид. Така да инфраструктурата континуирано треба да се подобрува. Медицината е неминовно поврзана со технологијата. Постојано излегуваат нови и посовремени медицински апарати. Веќе се прават во тој правец. Да, дори вештачката интелигенција зема вмешува прсти во тој процес. Очната клиника има одлични микроскопи за тоа што овие операции што ви ги кажав се работат, кератопластичните операции под микроскоп се работат, така да секако инвестиција во инфраструктура треба постојано да се прати. Не еднократно само, постојано, и тоа еве веќе се случува. Во однос на законските измени, добро е, веќе тоа и ќе влезе во измените на законот за трансплантација покрај оваа претпоставена согласност која што ја имаме сега. Значи, според актуелниот закон, ние сме сите донори, освен ако експлицитно не сме си изјасниле дека не сме донори. Меѓутоа, крајниот збор го има семејството. И сега, за жал, ние сме имале ситуации кога во едно семејство има различни сваќања. Дел од семејството поддржува орган донорство, дел од семејството не поддржува. Тогаш најчесто добиваме негативен одговор, и за да немаме такви ситуации, сметаме дека е добро во новиот закон ќе се воведе плюс и кој сака, кој си одлучил сам за себе да биде орган донор, да може кај матичниот лекар да си се запише, и тогаш личната волја е неприкосновена. Нели? Секако може тоа ќе биде внесено во регистар. Значи, тие регистри се тајни, нема да има, за да нема заблуди, да нема предрасуди, тие регистри се тајни, не може секој да влезе, нема секој пасворд да влезе во тоа, и секако постои можност во секое време и да се отпише како што се запишал. Меѓутоа, сметаме дека тоа ќе го тргне емотивниот товар од семејството, затоа што ви велам, има семејства каде што прво се збунети, второ не ја знаат експлицитната волја на починатиот. Трето, може во самото семејство да има повеќе членови кои што се со сосема различни гледишта, и во тој случај преовладува негативното гледиште. Ви благодарам многу за овој разговор. Ви благодарам вам. Успеавме да малку поразговараме на оваа важна тема, особено на еден ваков ден. Многу ви благодарам вам на поканата. Ние во секое време сме отворени. Тоа и враќање на одобрува процесот, транспарентност, отвореност, зборување за тоа што го работиме. Ви благодарам уште еднаш. Доктор Билјана Кузмановска беше со нас како втор гостин. Останете со нас, се враќаме за кратко со нашиот трет за вечерва.